Чест и задоволство беше денес да се биде на тренинг на ракометниот клуб Делчево. Екипата која што туку се врати со одличен успех од турнирот Вардар, еден живот, една љубов. Потполно сум задоволен од нашиот успех, бидејќи ова е наша трета година како учествуваме на овој престижен турнир, каде учествуваат голем број на екипи, преку 1200 деца. Во генерација 2001 женска категорија освоивме прво место, во генерација 2002-2003 исто така го освоивме, се пласиравме во финалето и го освоивме сребрениот медал. Можам да кажам дека и нашите машки 2002-2003 не разочараа, има одлични 4 надпревари. Само поради гол разликата не успеавме да се пласираме во финалните средби. Освен што освоија злато и сребро, 4 од делчевските ракометарки беа прогласени за најдобри на овој турнир. Наградата ми представува огромно задоволство за досегашниот вложен труд и дополнителен стимул за поголеми успеси. Што требаше да направиш за да бидеш најдобар играч? За да постигнам поголеми успеси, да играме добро со мојата екипа. Што е пресудно за да се освои ваква награда? Пресудно за да се освои една награда е, како што рековте, колективната игра, соработка во нападот, црста одбрана и... Така, што ќе значи за тебе оваа награда? Оваа награда за мене представува дополнителна мотивација да постигнам повеќе успеси во иднина и како и за подигнување на самодовербата. Така, колку голови постигна за да ја добиеш наградата најдобар стрелец? Јас постигнав 34 голови од вкупно 5 утакмици. Кој ти беше најтежок противник? Кој ракометарки од друга екипа? Па најголеми противници ни беа секако Филип Вардар во финалето, но ние бевме доволно мотивирани за да стигнеме до овие успеси. Што е тајната да се биде најдобар стрелец? Па да се одигра подобро, повеќе голови да постигнеш и... Екипата во која моментално тренираат над 100 дечиња продолжува со подготовките за продолжението од ракометната сезона која стартува во месец март. Значи во првиот дел на првенството во машка и женска конкуренција се надпреваруваме во младинските лиги и во кадетска лига се надпреваруваме женска. Со добриот распоред и добрите припреми во овој период сега кој ги имаме, се надеваме дека ќе одиме во горниот дел на табелата. Инаку вратите на ракометниот клуб Делчево и понатаму остануваат отворени за нови членови кои во иднина ќе донесат нови успеси на екипата.